Замрзнатите цени од утре ќе се одмрзнат, а се поизвесен е и новиот бран на поскапувања. Полиците за зејтин и брашно, но и останатите основни продукти во дел од маркетите викендов останаа празни. Дел од граѓаните набавуваат поголеми количини, други велат не можат за залихи да го одврзат кесето кое е и онака празно. Нека поскапува колку сака. Не можем ја за една година да земам. Ма не бе, што џабе ще набавиш, ќе набавиш за 2 дена. Повише не може да набавиш. Колку ми се примањата толку. Некако земе пензијата и потроши ја у залихи, а другото, а струја што треба да се плати, вода. Па не сам купил и немам пари. Немам пари. Све е поскапено. Како тргнало, можно и да се покачат. Ке има повторно поскапување, тоа така мислам. И затоа сум наземал ја толку. Дека ќе следува нов бран на поскапувања не кријат експертите, а ниту производителите и трговците. Владата мерката во која цените беа на стенд-бај ја замени со ограничување на маржите до 5% за трговија на големо и до 10% на таа на мало, само за неколку производи. Новата владина одлука ќе ги извлече трговците кои изминатиот период непрекинато алармираа дека работат со огромни загуби, но не и граѓаните. Оние производи кои немаат замрзнати цени, веќе се поскапени. Банана поскапена за 8 до 10 денари, лимон поскапен за 5 до 7 денари, јаболка поскапени за 8 денари, домат поскапен за 14 денари, зелка поскапена за 4 денари, компир за 6, граф поскапен за 17 денари, путер за 5, ајдамер кашкавал поскапен за 67 денари, гауда за 29, свинска кртина поскапена за 20 до 40 денари. А од утре ќе има корекција и на останатите артикли. Ова веќе го најавија производителите. Од мелничко-пекарската индустрија велат дека досега работеле на работна рентабилност. Во мелничко-пекарската индустрија, значи на најголем удар моментално е пекарската индустрија, каде што освен суровината, брашното што е покачени се и енергенсите, како и електричната енергија и природниот газ, кои имаат најголем удел во трошоците, значи во производството на левот. Се покачија цената на газот и на електричната енергија, значи не застанаа на истото ниво, него продолжија да се покачува, што направи уште поголема штета. Одлуката за ограничување на маржите се однесува на лебот, шеќерот, солта, брашното и сончогледово масло за јадење, трајното млеко, свежо месо и совомеснати производи, сирењето, јурдата, оризот, јајцата, тестенините, пченицата, овошјето и зеленчукот. И статистика пресмета раст на цените. Трошоците на живот во јануари во однос на минатиот месец лани биле повисоки за 6,7%, а цените на мало за 7,3%.